30% повисоки цени на земјоделските производи најавуваат за вгодина земјоделците бидејќи тивката инфлација уште од сега повисоко ги креира цените. Повисоките цени на репроматеријалите ги надминуваат овогодишните калкулации. Според сето она што случува на пазарот, евидентно е дека цените на репроматеријалите се доста зголемени, како семејскиот материјал, така ѓубриво, така како полиетиленско платно. Мислам дека барем 20 до 30% ќе бидат зголемени цените на средствата кои ќе се потребни во самото производство. Сме сведоци дека секоја година имаме зголемување на трошоците, како за репроматеријали, така и еден од најголемите, да речеме сега, трошоци што ни представува, тоа е работната снага. Дефицит имаме од работна снага и секојдневно, значи, работната снага вредноста се зголемува. За кои култури најмногу се зголемени трошоците за производство? Тука станува збор пред се за оние култури кои што се одгледуваат под полиетиленско платно и затоа цените ќе бидат поголеми во смер на цена на чинење на самиот производ. Бидејќи самото полиетиленско платно доста е скапо. Најмногу се зголемени кај трудоинтензивните култури, тоа се градинарските, да речеме тутунот таму, каде највеќе се бара работна снага. И мислам дека тие, доколку не се коригираат цените и дојдат на некој едно нормално ниво, апсолутно мислам ние работиме со чиста загуба. Освен зголемените основни трошоци, повторно се зголемува и цената на работната рака. Сега, бидејќи нема доста активности, мислам дека цените се пониски, меѓутоа во екот на експанзија на потреба од работна сила на терен, до 2.500 денари се дневница на оние кои што даваат услуга на ден. Зависи вариабилно, али веќе се движи работен час, значи од 250 до 300, па некаде до 350 денари, што апсолутно ние значи не можеме да го платиме. По никој. Еве сега имаме и ново законско решение, каде е предвидено значи и тие најемни работници, селски работници да бидат значи во системот на задолжително осигурување, и тоа е дополнителен трошок на нас како земјоделци. Македонското земјоделско производство се соочува и со се поголема конкуренција и нерентабилност во работењето, особено во оранжериското и раноградинарското производство. Увозот од Албанија, Турција и Грција е се поголем, а годинава Македонија најголем извоз во Европа оствари извезувајќи зелкав.